Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојавте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во ова издание ќе зборуваме за оние работи кои се најактуелни на социјалните мрежи и на интернет просторот, а тоа се секако геополитичките збеднувања, особено настаните кои следуваат по сооборувањето на рускиот авион од страна на Турција во Сирија. Ќе видиме дел од тие реакции, а исто така во земјата се актуелни реакциите по најновото задолжување на владата од 270 милиони евра. Почнуваме со професорот Јове Кекеновски, претседателски кандидат, кој сега пишува за тоа што се случува помеѓу Русија и Турција, но и помеѓу НАТО и Русија. Професорот пишува: факти зошто Русија доби нож во грб од Турција. По вчерашната изјава на рускиот претседател Владимир Путин дека соборувањето на рускиот авион Сухој 24 е нож во грб за Русија од страна на оние кои ги помагаат терористите, работите некако стануваат појасни. Еве и зошто. Путин на состанокот на Г20 во Анталија на 16-11, 3 дена по терористичките напади во Париз, изјави дека извори од 40 држави го финансираат ИСИЛ, а дел од нив се членки на Г20. 19 ноември. Русите уништуваат конвој од 500 цистерни со нафта и други возила кои легално транспортираат нафта за ИСИЛ на релација Турција, Сирија, Ирак, Турција. Нафтоводот на Тркала е главен извор за финансирање на војската на ИСИЛ. Исламската држава според проценките на стручните лица месечно заработува повеќе од 50 милиони долари. Русија одамна има информации дека на територија на Турција се складирани огромни тони нафта од изворите на нафта кои се под контрола на ИСИЛ. Деновиве ќе дознаеме колкава е заработката на Турција од целата оваа незина игра. Тоа го пишува професорот Кекеновски, а аналитичарот Арсем Зеколи пренесува еден текст на лондонски Телеграф, кој пишува за односите Русија-Турција во контекст на турското членување во НАТО алијансата и за тоа дека Русија била во минатото неколку пати предупредувана да не влегува во воздушниот простор на Турција. Арсем Зеколи пишува, Арсем Зеколи пренесува: минатиот месец овие невнимателни руски антики предизвикаа предупредување од Соединетите Американски држави и НАТО дека ќе има воена реакција доколку Москва продолжи со според НАТО неприфатливите нарушувања на турскиот воздушен простор. Досега Путин требаше овие предупредувања да ги земе сериозно, особено што турците едва чекаа да ги научат русите на лекција. Тоа го пишува лондонски Телеграф, а сатиричниот портал Коза Ностра сега прави една своја паравест која се однесува на поранешната изјава на македонскиот претседател Ѓорѓе Иванов дека во однос на едни минати случувања дека срцето на македонскиот народ е со Турција. Сега Коза Ностра прашува на чија страна е сега срцето на Иванов. Ова е значи сатирична вест, да повторам. Иванов: моето срце е со Ердоган, но джигерот, белите дробови, левиот бубрек и панкреасот ми е со Путин. Претседател Ѓорѓе Иванов, запрашан повод инцидентот со уривањето на рускиот воен авион од Турција, дали неговото срце се уште е со шефот на турската држава Тајип Ердоган, даде потврден одговор, но напомена дека од анатомски аспект се чувствува малку поделено. Да, моето срце е со Ердоган, но джигерот, белите дробови, левиот бубрек и панкреасот ми се со Владимир Путин. Не знам како можеше да се случи двата единствени стратешки партнери да не влезат во конфликт. Македонија ќе стори се што е во незина мог да ги смири. Мислам дека Турција и Русија мора да постигнат разумен компромис по ова прашање, изјави Иванов. И се разбира, да повторам дека ова е сатирична изјава, не е навистина изјавено од претседател Иванов. Овие се тие паравести на Коза Ностра. Продолжуваме со уште еден текст пренесен во Нова Македонија, а се работи за српскиот професор Бошко Јакшик,
кој сега пишува ширењето на апокалипсата. Со нивната својствена бруталност покажаа дека може да ја возвратат на земјата чии авиони речиси 2 месеца ги бомбардираат нивните позиции во Сирија. Исто како што неодамна им се одмаздија на русите, подметнувајќи бомба во нивниот цивилен авион. Исламистите му одржаа част на Париз, кандидирајќи се за неприкосновен лидер на глобалното џихадистичко движење. Сите своји непријатели ги принудија трескавично да размислуваат за нови начини на борба. Американската воздушна кампања трае веќе подолго од една година, речиси со никакви ефекти. Руската во текот на речиси 2 месеца исто така не ги попречи исламистите да ја задржат контролата врз повеќе од 1/3 сириска територија. Тоа го пишува Бошко Јакшиќ. Сега продолжуваме со домашните актуелности. Владата се задолжи со издавање на еврообврзница во износ од $270 милиони, но целата приказна тука се состои во тоа што задолжувањето треба да биде 500, а заменик министерот за финансии Кирен Наумов од страна на СДСМ ја блокираше оваа одлука. Сега целиот тој процес различно се толкува меѓу партиите. Одиме првин со соопштението на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН вели: денеска спречивме СДСМ да ги остави граѓаните без пензии. Преку дополнителен заменик министер Кирен Наумов, лидерот на СДСМ денеска се обиде да ја блокира исплатата на зголемените пензии, да го попречи реновирањето на болниците и набавка на нова медицинска опрема, да ја закочи исплатата на земјоделските субвенции, да ја сопре изградбата на нова патна инфраструктура и да ги пролонгира роковите за реновирање и изградба на нови училишта и градинки, реагира ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН не дозволи СДСМ да го реализира своето срано сценарио. Буџетска криза нема да има. Република Македонија ќе обезбеди средства и за справување со мигрантската криза, и за зголемени пензии, и за реновирање на болници, и за сите други трошоци кои ќе значат стабилност, сигурност и спокојство на граѓаните, велат од ВМРО-ДПМН. И се разбира сосема различен став од Кирен Наумов, кој во своето соопштение вели: спречивме огромно задолжување на државата, покажавме на дело како ќе управуваме со јавните финансии. Денеска расептичката власт на Никола Груевски ја спречивме во намерата да продолжи со енормното задолжување на граѓаните. На пресконференција изјави дополнителниот заменик министер за финансии Кирен Наумов. Успеавме заедно со граѓаните планираниот износ на еврообврзницата од 500 милиони евра да го преполовиме. Издадена е четврта еврообврзница на износ од 250 милиони евра за буџетски потреби и дополнителни 20 милиони евра строго наменски планирани за бегалската криза. СДСМ нема да дозволи заради неразумните трошења на власта граѓаните да останат без плати, пензии, социјална помош. Значи, двете партии велат дека обезбеделе продолжување на исплата на плати и пензии, а токму на ова реагираат дел и од корисниците на социјалните мрежи, дел од новинарите, кои велат дека со ова соопштение всушност владеачката ВМРО-ДПМН признала нешто што го негира со години. Така, еве на Facebook, Коста Тански пишува: со ова признавате дека ја донесовте државата во банкрот. Значи утре да не ви дадат кредити и нема да има за плати и за пензии. А еве тоа ваков наслов, ваква констатација вадат и дел од медиумите, од порталите, така да порталот Либертас ова го става во наслов и вели: ВМРО-ДПМН реагираше и откри во наводници дека се задолжува за пензии. И одиме со уште еден текст, овој пат на Плюсинфо, кој објавува колку сега е надворешниот долг на Македонија. Бруто надворешниот долг достигна 6,3 милијарди евра.
На крајот од второто тримесечие од 2015 година, бруто надворешниот долг на Македонија изнесува 6,34 милиарди евра или 70,8% од БДП, што представува квартален раст од 1,1% поен од домашно бруто производ, покажуваат најновите податоци на Народната банка. Доколку се исклучи ефектот на репо трансакциите на Централната банка, растот е поумерен и изнесува 0,3%. Спроти согледувањата на Централната банка, кварталниот раст на бруто надворешниот долг произлегува од повисок долг на приватниот наспроти намалениот долг на јавниот сектор. Толку за долгот, како ќе се развива оваа приказна ќе видиме во иднина, но после изгледа дека тоа ќе оди нагоре према кон покривот. Продолжуваме со уште една сторија која ја разбранува јавноста, а тоа е пишувањето на неделникот Фокус дека во Македонија се испечатени 30.000 лажни лични карти и кои најверојатно биле употребени за гласање на избори. Но тука работата станува уште поалармантна ако се открие дел од обвинувањето во Фокус дека со тие 30.000 лични карти всушност било гласано неколку пати од страна на еден граѓанин на кој му биле давани повеќе лични карти, на кои била иста фотографија, но име, да речеме, со различна адреса, со некој различен податок, со тоа што еден човек можел да гласа на повеќе места. Сега за ова пишува Ерол Ризаов. Лут, глупав и збунет, пишува Ризаов, алудирајќи на една балканска хумористична серија и вели: кога се обелоденува ваков скандал, не може да нема разврска во општества каде што важат законите. Ако некој печатал фалсификувани лични карти кои се злоупотребени во избори, покрај тешките затворски казни за одговорните луѓе и нарачителите, ако зад ова стојат политички партии и лидери, тоа би значало и крај на нивниот политички живот и погреб во буништето на историјата. 102 фалсификувани лични карти се предадени во МВР. Јавноста во Македонија мора да дознае кој и зошто го направил тоа, но овој пат не од медиумски истраги, туку од судски пресуди. За ваква работа, судската истрага мора да биде брза и праведна. Пресудите мора да паднат пред следните избори. Во Македонија не би смеело да има избори додека не се расчисти судски овој мега скандал. Во спротивно, ќе нема никаква гаранција дека истото нема да се повтори и на овие избори на 24 април 2016 година. Тоа го пишува Ризаов. А и за ова има реакции на социјалните мрежи, еве на Facebook, да речеме Ивана Божиновска пишува: да ве прашам вас што ве извадија 30.000 фалс лични карти, поубави ве направија на сликата? Дали ние сме ко бостански страшила за тоа, прашувам. Мизерија и после народот го сакал. И одиме со уште една сатирична вест за ова повторно од Коза Ностра. Значи, поставена една фотографија и се вели: граѓаните масовно разменуваат дупликат лични карти, и ова се разбира фотографија од она познато менување на сликички за албуми, но овој пат Коза Ностра вели тоа се прави за размена на фалсификувани лични карти. Продолжуваме сега со дел од останатите колумни кои тангираат во сите овие отприлика теми за кои зборуваме. Одиме со професорот Ѓорги Спасов кој вели: полна уста народ. Професорот Спасов вели:
Но Груевски се однесува како ништо да нема разбрано. Нему и покрај сето ова што му се случува, устата му е полна народ. Народот ќе решавал за својата судбина, народот ќе го напишал извештајот на Европската комисија, народот ќе напишал и изборната програма и народот ќе потврдил на изборите дека тој не ја злоупотребувал власта и не ги крадел изборите досега. Сите оние што поинаку мислат или поинаку ќе гласаат за него веројатно не се народ, туку како и досега изрод кој треба да биде уништен. Тој е свесен дека промените што се воведуваат со договорот од Пржино може се уште реално да ги одложува, да ги блокира, политички да ги инструментализира за победа на неговиот национализам и суверенизам и прави се да ја зачува реалната моќ со која и досега победуваше на изборите. Затоа тој не менува ништо во однос на она што досега го правеше, наспроти сите извештаи и препораки. Тоа го пишува професорот Спасов. А Дарко Јаневски, главниот и одговорен уредник на Дневник, вели дека во Македонија биле фрлени многу пари за да се победи Груевски, но дека покрај сето тоа Груевски се уште води. Насловот е како да фрлиш 20 милиони, а Груевски пак да води. Инаку истите тие странски амбасади кои погори ги споменавме и пропагандните агенции на нивните земји, лани имале за делење 20 милиони евра за медиумите во Македонија кои работат на уривање на владата на Груевски. И тоа се вика слободно новинарство. А не е слободно ако владата на државата е избрана со мнозинство гласови на граѓаните на оваа земја, даде пари, на пример, за реклама дека пушењето е штетно. Тоа е контрола на медиумите, а ова другото не е, тоа е демократија. Патем не е сосема јасно кога се говори за владата на Македонија на која влада се мисли, на таа на Груевски или на таа на амбасадорите, која од двете влади всушност врши контрола на медиумите, освен на порталите, кои натаму се слободни да плукаат, лажат, да измислуваат, да ги откриваат најгнасните нивоа на еден човеков мозок кој раководи со телото кое седнало зад компјутер, поддржани од веќе познатото Сдружение на слободоумни комуњари. Тоа го пишува Дарко Јаневски. А Бранко Геровски, кој е поранешен главен и одговорен уредник на Дневник и основач на истиот весник, сега пишува за една друга појава која поврзува со домашните настани. Тоа се оние слики кои дојдоа од Гевгелија со бегалците кои ги сошиваат своите усти, бидејќи не се пуштани да поминат преку граница. Геровски пишува: Македончето се раѓа со природно зашиена уста и нема намера да ја отвори. Се обидувам да се сетам, дали некогаш некој македонче во знак на протест сторило ваков гест? Никогаш, а и нема потреба. Повеќето од нас се дојдени на овој свет со вродена малформација, со природно зашиени усти, а и такви ќе се заминеме на оној свет. Другите, похрабрите македонци пак се толку умни и далековиди, што едноставно не можат да го вденат конецот во иглата, за да ги исфирцаат муцињата. Ние едноставно не сме способни за вакви гестови. Например, не се сеќавам некој македонец некогаш да се самозапалил во знак на протест. Никој никогаш не се фрлил од гоцевата тераса. Кај нас, кога некому ќе му се спојат жичките поради ситуацијава, едноставно ќе си ја фрли жената од балконот или детето низ прозорец, така помалку боли. А во еден друг интересен текст кој е објавен на Позитив МК се обрнува внимание на една појава која можам слободно да кажам е многу малку третирана од страна на медиумите, а тоа е новиот имидж на ВМРО ДПМН кој е прилично интересно избран бидејќи е син и е многу сличен со имиджот на опозицијската СДСМ. Па така на Позитив МК се пишува: ВМРО левичарска сина природба. Овој пат спин докторите на ВМРО се обидуваат да направат забуна со бојата. Портокаловото ВМРО се обои во боите на својата опозиција и така по синето ги бара идеите и мислењата на граѓаните. Ке повторам, идеите на граѓаните.
Граѓаните хонорарци неколку пати излегува на улица. Студентите со месеци бараат да бидат слушани. Државата ја тресеа протести секој ден, но тогаш на ВМРО не му требаа ниту мислењата, ниту идеите на граѓаните. Впрочем, дел од граѓаните се уште протестираат како поранешни работници од ОХИС кои си ги бараат своите 24 плати, но и за нив никој нема слух. Повеќе од јасно дека со овој левичарски потек се врши обид да се направи забуна. Еве тука една фотографија од Груевски и Заев на сина позадина. Офелија Димковска од Фокус пишува сега колумна која е поврзана со оние познати бомби кои ги слушаше јавноста и во нив изјавата на министерот Ставревски, цитирам: "Ние сме лудаци, немаме за леп, а трошиме за чоколадо." Сега Димковска својата колумна ја насловува токму така. Тие се лудаци, пишува Димковска. Од сите разговори што и беа презентирани на јавноста, врз основа на кои секоја нормална јавност ќе ги осудеше луѓето, без разлики дали ги осудува политичарите, едно ќе остане да одекнува како ехо. Една вистина што може да се повторува на се и на секои 5 минути, признанието на Зоран Ставревски: "Ние сме лудаци." Дали сте ја виделе зградата што не знам ни што е сместена во неа, изградена на местото на паркот до хотелот Бристол? Таа се расширила и се надвиснала, се обтегнала и се искривила, така како што и дал збиениот простор. Како да сакаш во чевел број 37 да ставиш нога на кој одговара број на чевли 41. Ќе успееш некако да ја напикаш, но ќе се деформира, зашто таа зграда е таква каква што е со еден агол свртена кон улицата и пикната меѓу толку совршено испланираните згради на Кензо Тангија. Нема друг одговор на ова прашање освен еден: тие се лудаци. Тоа го пишува Офелија Димковска. Сега емисијата ја продолжуваме со уште еден настан кој се случи изминатата недела, а тоа е судското решение за казна на сопругата на генералот Стојанче Ангелов, во кое таа се казнува поради наводна навреда на судот, а сето тоа произлегува од нејзин Facebook статус. Значи, Јасмина Ангелова е казнета од страна на судот за тоа што нешто напишала на Facebook. За ова реагираше Стојанче Ангелов. Ангелов овој пат и тој се обраќа на Facebook и тоа се обраќа директно на судијата. Јас, генерал Стојаче Ангелов, сопруг на од тебе казнетата Јасминка Ангелова, те прашувам: дали граѓаните на Република Македонија смеат на својот личен Facebook профил да кажат мислење за одредени општествени состојби, меѓу кои и за работата на судот? Дали на граѓаните надвор од судница им е дозволено критикување на судот и неговата работа? Дали разликуваш Facebook статус објавен на личен Facebook профил од колумна? Дали ги имаше слушано бомбите кои ги објави лидерот на опозицијата, во кои можеме да слушнеме по кои критериуми се избираат и на кој начин ги носат пресудите некои од македонските судии? Што ти е гале на тебе како мојата сопруга го нарекува обвинетиот надвор од судница, посебно на нејзиниот Facebook профил, пишува Ангелов. На ова реагира и новинарот Миодраг Мишолик, кој исто така пишува на Facebook и вели: ова се потврдува и со новиот судски случај на казнување на Јасминка Ангелова, сопруга на Стојанче Ангелов, со 600 евра, затоа што некого нарекла кукавица. Кукавица, смотан, глупав, грд, аналфабет, обраснат, ќосав, жирафа, џуџе и така натаму, се навреди базирани врз лична проценка, кои не е убаво да се кажат, но реално не влијаат врз нечи углед и статус. Напротив, често повеќе го девалвираат тој што ги искажал. Сосема е друго да наречеш човек криминалец, крадец, педофил или предавник. За тоа треба да се одговара, ако е направено без аргументи и докази. Ова го пишува Миодраг Мишолик, алудирајќи на некои
други пишувања на Facebook кои излегува во јавноста, кои жигоса многу луѓе, кои нападнаа многу личности и организации, а кои поминаа без казни. Продолжуваме со уште два текста со кои ќе ја завршиме емисијата. Едниот е интервју на новата министерка за труд и социјала Фросина Ременски, дека пронашла 2000 барања за социјална помош кои биле чувани во фиока. Ова е тој текст. 10 месеци во Министерството за труд и социјална политика никој не ги разгледувал жалбите од граѓаните, чии барања за социјална помош биле одбиени или пак тоа право им било укинато. Како што информираат од ресорното министерство, не е одлучувано по 1400 предмети во периодот од февруари до денеска. Овие податоци излегуваат на виделина, дури откако нов министер за труд и социјала стана Фросина Ташевска Ременски од СДСМ, како последица на договорот од Пржино. Зошто овие предмети не биле разгледувани, го прашавме поранешниот министер Диме Спасов, сега дополнителен заменик министер, но одговор не добивме. И емисијата ќе ја завршиме со уште еден напис од медиумите, а тоа е за формирањето на анкетната комисија за прислушуваните разговори во Собранието на Македонија и за тоа дека дел од пратениците побарале во таа комисија да не учествуваат пратеници кои самите биле слушани во телефонските разговори. На тоа реагира пратеничката на ВМРО ДПМН Силвана Бонева, која беше слушната во опозицијските бомби. Пратеничката на ВМРО ДПМН Силвана Бонева ја напушти седницата на анкетната комисија за скандалот со прислушувањето, откако пратеникот на НСДП Горан Мисовски рече дека според него инволвираните актери во содржината на објавените бомби не треба да членуваат во ова собраниско тело. Мисовски го искажа својот став при крај, пред председателот Петр Шелегов да ја прекине расправата и ја одложи седницата, затоа што пратениците не успеа да се договорат за деловникот. Тоа е тој текст со кој ја завршуваме оваа трета порта. Емисијата следете ја секоја среда во 19 часот 15 минути. Не го заборавајте нашето мото. Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. Останете и со програмата на 24 вести.